Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите сараевска кљукуша. Претходно излупените компири ги сечкаме на коцки. Исечканите компири ги ставаме во длабок сад. Ги наросуваме со мелен црн пипер. Посолуваме. Потоа и промешуваме со лажица. Почнуваме со подготовка на тестото. Во длабок сад ги кршиме јајцата. Ги матиме со жица. Додаваме 3 лажици масло. Не прекинувајќи со матењето во садот, додаваме 200 мл млеко. Потоа го додаваме брашното. Мешаме со жицата додека состојките се соединат. Керамичката тава за печење ја намрсуваме со путер. Во тавата ги ставаме парчињата компир. Потоа врз компирите го нанесуваме тестото од длабокиот сад. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 30 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Со вилушка го дробиме сирењето. Издробеното сирење го ставаме во длабок сад. Со алатка пак го гмечиме чешнето лук и го додаваме во садот со изгмеченото сирење. Потоа во садот ја додаваме киселата павлака. Мешаме со лажица додека состојките се соединат. Во меѓувреме керамичката тава ја вадиме од ревна. Ја сечеме кљукушата на парчиња. Почнуваме со подготовка на преливот. Во тенџере на оган ставаме 100 мл млеко, додаваме 2 лажици путер. Со растопениот путер со млеко ја преливаме кљукушата во тавата. Вадиме 4 парчиња и ставаме на чинија за сервирање. Претходно подготвениот фил го ставаме во готварски шприц. Со шприцот со фил го украсуваме секое парче кљукуша. Врз филот нанесуваме парчиња од листови мактонос. Декорацијата ја завршуваме со гранче француски мактонос на средината на чинијата. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 60 минути. Добар апетит!